После 2 саботи, конечно се враќаме на нашата серија и се уште сме во предворието. Ја ви кажав дека не сакам да брзам, има многу што поврзано со светилиштето, со таа доктрина која што произлегуваат многу наши верувања. Вечерва ќе зборуваме за една прекрасна тема, јас би рекол, иако ќе опфатам малку така поинаков агол можда на тоа, но првен да спомнеме дека кога зборувавме и за мијалникот и за олтарот, видовме дека тоа е искуството на предворието, така го кажувам јас, тоа е чистењето на гревот. Значи, местото каде што грешникот треба да разграничи со гревот, имаме чистење преку крвта и водата. Олтарот и мијалникот. Потоа зборувавме за белата облека, за Христовата праведност или искуството на оправдување или припишана таа праведност што Господ ни ја дава, тоа е тоа искуство, оправдувањето се случува во предворието. Потоа зборувавме за доброволно предавање. И сите овие работи всушност треба да бидат и секој дневие кај нас. Значи, дури новото раѓање за кое што зборувавме, или крштевањето, баш символизирано преку мијалникот, и тоа ново раѓање треба да се случува секој ден кај нас. Секојдневно ново раѓање, секојдневно доброволно предавање на Бога, секојдневно примање на таа негова праведност и така натаму. Но, секоја сме кај второто раѓање, или ново раѓањето, или раѓањето од озгора, како што му вели Исус на Никодим во Јован 3 глава, тоа всушност е предуслов за посинување во семејството на, или во домот Божји. Значи, или самото крштевање е церемонијата на посинувањето. Господ не посинува. Ние стануваме негови синови и керки. Тој е насловот Божји синови и керки, односно синови и керки Божји, како што е насловот на една книга за сутрински стихови од Елен Вајт исто. Интересно, значи, која имаме таа слика, значи, предворието е, да речеме, тоа е дворот на Божиот дом, а веќе на влегувањето во првиот дел од светилиштето е влегување во неговиот дом. Сега, ние по создавање, по создавање сите сме Божи деца. Сите сме создадени во негов лик, но луѓето се одметнале од Бога, попадот во грев и потребно е нивно враќање. Значи, Господ сака сите да не врати назад во семејството. Не спомнав тоа дека кога Господ не посинува нас, ние стануваме негови синови и керки, стануваме, односно Исус ни станува наш постар брат. Значи, луѓето се одметнале со гревот и сега секому слободно Господ му нуди да се врати во Божјето семејство. Ако читате таму, баш од скоро, мислам дека имаше и прашање на таа тема, уште во почетокот во Библијата, во 6 глава Битие, Господ прави дистинкција. Значи, ги спомнува Божите синови, а од друга страна, човечки керки. А тоа всушност значи дека имало и Божи керки, а од друга страна и синови човечки. И тоа е друга тема, меѓутоа баш мешањето на Божите синови со човечките керки ја убрзала целата работа, значи да дојде до ширење на такво зло на земјата и потопот. Значи, сега да кажам, после падот во грев, одма ја имаме таа дистинкција и уствари од 4 глава во Битие се гледа. Значи, Каин е на една страна, а на друга страна Авел, односно Авел ќе загине, потоа го имаме Сит. И го имаме коленото на Сит, а од друга страна коленото на Каин. Значи, од една страна Божите синови и керки, а од друга страна човечките синови и керки. Значи, оние кои што останале со Бога се дел од неговото семејство, другите не се. Во Јован, ако отвориме во 1 глава Јован, познатите стихови 12 и 13, еве што ни вели таму Јован.
после оние страшни стихови 10 и 11, тие подосна ќе ги прочитам, да ги прочитаме први 12 и 13. А на сите кои го примија, значи контекстот зборува за Исус, многу добро знаеме, Словото, светлината, дојде на светот. А на сите кои го примија Христа, им даде власт да станат Божји деца. На оние кои веруваат во Неговото име. И сега внимавајте, 13 стих, видите како е тоа поврзано со новото раѓање. Кои се тие што го примија, кои што не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ниту од волја на маж, туку од Бога. Значи, родените од Бога, оние кои што го доживеале новото раѓање, раѓањето од озгора, на нив Господ им даде власт да станат Божји деца. Значи, тоа искуство на предворието мора да биде искуство на ново раѓање и само така можеме да влеземе во Божиот дом, да кажеме. Сега ова ме подсеќа и на 15-тиот псалм, секавате, мислам дека од порано вако него и проучувавме. Ајде да отвориме таму сега кога сме кај тоа. Само накратко да... И тоа е исто во тој правец, самиот псалм оди во тој правец, вели: Господи, кој може да живее во Твојот шатор, во Твојот дом? Кој ќе се настани на Твојата света гора? И сега кажува некои карактеристики, не мора да ги читаме, нешто слично на проповета на гората на блаженствата. Денеска беа спомнати некои карактеристики таму кои што се многу битни и кои што всушност и ги разграничуваат Божите деца од останатите. Во онаа прекрасна негова проповед, значи, не знам, може би најубавиот дел од Евангелијата се баш тие делови, Матеј 5, 6 и 7. Значи, наново родените се стануваат Божји деца, го примаат тоа посинување. И сега сето ова е во контекст, како што кажав, на доаѓањето на Исус во тело, на овој свет, среде својот народ, но гледаме на жална ситуација, предходните стихови, сега ги читаме во Јован 1 глава 10 и 11, беше во светот и светот стана преку него, значи Господ Исус го создаде светот, значи да, тоа се негови чеда по создавање, меѓутоа светот не го позна. А и дојде и при своите, дојде кај евреите, кај својот народ, но неговите не го примија. И потоа доаѓаат оние, а оние кои што го примија, на нив ќе им се даде власт да станат Божји деца, а тоа се оние кои што се наново родени. Значи, не од крв, ниту од телесна поход, ниту од волја на маж, туку од Бога, како што вели 13 стих. И сега да отвориме во 1 Јованово, 3 глава, исто Јован, 1 Јованово, 3 глава, 1 и 2 стих. Овие стихови гласат вака: Гледајте каква љубов ни дал таткото, да се нарекуваме Божји деца, а тоа и сме. И сега интересно, како што Исуса не го препознаа и не го примија, сега и за нас вели, односно за Божите деца, зато светот не познава нас, зашто не го позна Него. Возлюбени, сега сме Божји деца, почетокот од 2 стих. Како што тогаш кажав за светата вечера, за новото раѓање, кога зборувавме, или раѓањето од озгора, и овде можем да кажем, од едните деца до другите деца има разлика небо и земја. Тоа е тоа. Затоа што едните се родени по тело, да, и овие се родени некојаш по тело, меѓутоа тие се и наново родени, значи родени во духот. Затоа и таа разлика. Телесните одат по желбите на телото, а духовните бараат храна за духот. Во Дела 17.29 не мора да отварате, вели таму дека сме род Божји. И Отецот не љуби, како што вели во Јован 17.23 во молитвата Исусова, не љуби нас како што го возлюби и својот син, Исус Христос. Неверојатно, ова неверојатно звучи. Исус станува наш брат и сите ние сме синови и керки на небесниот цар. Па денеска имаме стихови од Филипјаните 1.27 и Колосијаните, оно што читаше во уводните стихови
Данило, како треба достоинствено да се однесуваме. Замислите се, ако сте син на небесниот цар, на царот на вселената, како треба да се однесувате. Имаме примери од овде синови на земски цари. Ние сме деца, ние сме синови и керки на небесниот цар. Која неверојатна мисла е ова. И имињата наши Господ ги запишал со собствена рака во неговата семејна книга, може да ве кажеме, односно книгата на животот, за која што зборува Мојсија таму, нели, во излез. Сега Елен Вајд во исто една книга за утренски стихови, Мојот живот денес, тоа е првата што ја имам преведено. Одамна уште не се ни познававме со вас. Токму коментар на овој стих од 1 Јованово 3:1, гледајте каква љубов ни дал таткото да се нарекуваме Божји деца, а тоа и сме. И слушайте сега овие зборови, колку додава на вредност духот на пророштвото. Замислите си, ако не е тоа, да, ние можеме да си замислуваме, меѓутоа сепак инспирацијата што ја дал Господ преку Светиот Дух, значи на Елен Вајд е неверојатна. Вели, каква љубов, каква чудесна љубов, грешниците и тугинците, какви што сме сите ние, да можат да бидат посвоени и повторно вратени во Божјето семејство. Најдрагиот израз Оче наш, па затоа Исус ги учи така се молат учениците. Оче наш. Па и песната, за малку ќе ја сменевме, ама таман беше. И татко спомнат беше и домот небесен, во кој што се враќаме и така натаму. Значи, Оче наш, со кој што можеме да му се обратиме на Бога, представува знак на нашата љубов и верност. Нему како и потврда за неговата нежна поврзаност, значи, љубов и верност нему, како и потврда за неговата нежна поврзаност со нас. И Божиот Син, посматрајќи ги наследниците на милост, не се срами да ги нарече браќа. Сеќавате ли од каде е овој текст? Каде тоа Исус не се срами да ги нарече своји браќа. Ќе го разгледаме тој текст. Тоа е во Евреите, 2 глава, 11 стих. Подоцна ќе го видиме стихот, но да продолжам со цитатот. Вели, тие влегуваат во посвето сродство со Бога, внимавајте, ние грешниците и тугинците, кои што повторно се враќаме кај Бога и Господ не посвојува, стануваме дел на неговото семејство, влегуваме во посвето сродство со Бога, отколку ангелите кои што никогаш не паднале. Мислам дека Ивана читаше еден цитат и за ангелите. Тие му служат на Господа како синови, да, така беше, а не како слуги. Да, не знаеле ни, да, точно. Природно, едноставно му биле послушни. Како синови, не како слуги, за разлика од двајцата синови од параболата, Лука 15 глава. И двајцата му служеле како робови. Едниот му дошло преку глава, фатил џом во свет, а другиот тука бил, ама и он му служил како роб. Тоа се гледа од стиховите таму. Продолжува цитатот, вели, сета родителска љубов, која што од генерација во генерација протекла низ каналите на човековото срце, сите текови на нежност кои што се отворили во душите на луѓето, представуваат едвај воочлив поток спрема бескрајниот океан, кој ќе се споредат со бескрајната и неискажлива Божја љубов. Дај Боже да сте имале салам, татко и мајка, и да сте осетиле татковска и мајчинска љубов, меѓутоа и тоа е во споредба со Божјата љубов, едва вика како едно поточе наспроти океанот. Таа љубов не може да се искаже со зборови, ниту да се опише со перо. За неа можете да размислувате секој ден од својот живот. Можете, за да ја разберете, најгрижливо да ги истражувате светите списи, за да ја сватите љубовта и сочувството на нашиот небесен татко. Можете да ги ангажирате сите сили и способности со кои што ве обдарил Бог, па сепак позади сето тоа ќе остане бесконечност.
кој ќе ја измери ширината, височината, должината, длабочината на Божјата љубов? Неизмерливо е тоа. Во секое свое дете небесниот татко го гледа ликот на својот единороден син. На секој од нив тој гледа со љубов, која што не може да се изрази со јазик, и настојува да ги прегрне со раците на својата љубов. Бог многу му се радува на секој припадник на својот народ. Бог не смета за своји деца. Тој не откупил од безбожноста на овој свет и не избрал за членови на својата царска фамилија, за синови и ќерки на небесниот цар. Тој сака нашата доверба во него да биде подлабока и посилна отколку што е љубовта на детето спрема својот земски татко. Да го нарекуваме Бога како свој татко не би изгледало како нешто со кое што ги пречекоруваме границите на дозволеното. Христос ова го повторил и го нагласил повеќе пати. Тој сака таквото обраќање кон Бога да не сближи што е можно поблизу со Него. Бог за нас е секојаш нежен и сочувствителен татко. Не верувате, ни цитати, целата оваа тема, значи на посинување. Едно големо охрабрување, ја би рекол и за, може би некои сираци и така натаму, кои што ќе се сретнат со ова нешто и сепак имаат свој татко. Сите тие. И сега сме кај Евреите 2.11, таму отворите, вели, зашто и оној кој осветува, и оние кои што се осветувани, сите се од еден, и затоа не се срами да ги нарече браќа. Исус е тој кој што осветува од контекстот, да не го гледаме контекстот сега, познате, а оние кои што се осветувани или посветени, кои се? Повторно тие, кои што се родени од Бога, родени од дозгора, посветени, значи одвоени за светост, како што вели таму, одвоени или Господ прави од нас садови за света употреба, значи одвоени, посебни, посветени, како што нели Господ го издвоил и саботниот ден како посебен, го посветил, така и тие кои што ги посветува не се срами да ги нарече браќа, значи од некој се срами. Од некој се срами, значи денеска зборувавме достоинствено однесување како царски синови и ќерки. Но од ваквите не се срами да ги нарече своји браќа. Повторно се гледа таа дистинкција, значи од старт почнавме, значи сепак по создавање сме сите Божји чеда, меѓутоа сме паднале во грев и сега целиот план на спасение, па и самото светилиште кое ќе го видите, рековме, тоа е враќање. Постепено се враќаме кон Божиот дом, таму на средба со него, во светињата на светињите поточно. Еве, кога сме кај ова одвојување или посветување, да отвориме во второ послание до Коринќаните, 6 глава, 17 и 18, само да ви спомнам контекстот овде, што има чистото со нечистото, што има верниот со неверниот и така натаму, знаете. И второ послание до Коринќаните, 6 глава, 17 и 18, вели вака. Затоа излезете од меѓу нив и одвојте се, говори Господ. И не допирајте се до нечисто, јас ќе ве примам и ќе ви бидам татко, а ви ќе бидете мои синови и ќерки, говори Господ Всемогиот. Тоа се тие посветените, одвоени од светот, а ако е потребно, дури одвоени од семејството. Пазите, читавме од неодамна за Исуса Христа. Дали Исус Христос бил разбран во своето семејство? Од никого не бил разбран. Вели, живеел осаменички живот, така да кажеме. Значи, од никого не бил разбран. Ке го видиме и тој дел во Марко, но првин да го прочитам цитатот од прво сведоштво во контекст на овие зборови претходно што ги прочитавме од Павле во Коринќаните. Вели, какво големо ветување е дадено овде под услов на послушност. Морате ли одлучувајќи да се покорувате на возвишените вистини на Светото писмо, да ја раскинете врската со своите досегашни пријатели и роднини? Прашање. Прифатете го тоа храбро и одлучно. Бог се грижи за вас. Тој ве прифаќа со расширени раце. Излезете од кај нив и одвојте се и не допирајте се до нечисто, и тој навистина ќе ве прими. Тој ветува дека ќе ви биде татко.
О, каква роднинска врска! Па дали сме размислувале, мислам, дали сме размислувале, сигурно сме размислувале, меѓутоа, дали сваќаме дека ние како браќа и сестри тука треба да имаме потесни роднински врски отколку со нашите роднини во светот? Па што не поврзува повеќе нас отколку нив? Ама не само секоја сабота, него ние сме исто во верата, исто веруваме, исти ставови имаме, исти гледишта на животот, на се. Вели, о каква роднинска врска, таа е повозвишена и посвета од секоја земна врска. Ако поради Христос мора да се одречете од таткото, мајката, сестрите, браќата, од жената, од децата, тоа е жртва, но нема да останете без пријатели. Бог ве прима во своето семејство, вие станувате членови на царскиот дом, синови и ќерки на царот, што владее на небото и со бескрајната вселена. Какви се овие зборови? И навистина е тешко. Ние, барем кои што не сме родени во вистината, па сме имали некои искуства. Ја можам да кажам дека татко ми се откаже од мене заради верата. Така речено. И дај Боже, ја верувам, сакам да е така, да тие негови последни зборови, тие последни денови кои беше со нас, да тие негови зборови беа вистинити. Дај Боже да е така, дај Боже да нешто делувало Светиот Дух, да делува во неговото срце. Некојаш заради вистината ќе мора да се одвоите и од својот род, едноставно. Но Бог ве прима во своето семејство, вие станувате членови на царскиот дом, синови и ќерки на царот што владее на небото и со бескрајната вселена. Можете ли да посакате повозвишена положба од оваа што е ветена? Па од ова нешто повисоко нема, луѓе. Зар тоа не е доволно? Можеше ли според зборовите на ангелот Бог да направи нешто повеќе за синовите човечки од она што веќе го направи? Ако таквата љубов и толку возвишените ветувања не се ценат, зар тој би можел да пронајде нешто повеќе, побогато и повозвишено? Па не знам дали има нешто повозвишено тоа да видиш Син Божи на Царот небесен. И сега во Марко 3 глава се сеќавате на оној случај. Исус се наоѓа во еден дом таму и одел често пати по куќите, поучувал и се зборувало за него дека нешто не е токму меѓу народот. И мајка му со неговите полубраќа тргаат да го соберат од еден дом. Да го приберат. 20 стих, 3 глава Марко. И дојде во една куќа и пак се собра народ, така што не можеа ни леп да јадат. Ако го неговите чуја за тоа, излегува за да го приберат, зашто зборуваат дека не е при себе си. Па да, кој зборуваа за него дека не е при себе си? Дали тоа беа неговите браќа и сестри? Мислам, во оној духовен контекст како што зборуваме. Тие би го разбрале. Но овие не се. Овие, чии татко и некој друг, не може да го разберат. Книжниците пак кои дојдоа од Ерусалим зборува дека го има Велзевула и дека со помош на бесовите, кај отидов? На демонскиот кнез ги истерува бесовите. И откога ги повика, им зборуваше во параболи. И добро, сега како може да се раздели домот, така натака. И 31 стих, и тогаш дојдоа неговата мајка и неговите браќа, и стоејќи надвор, испратија при него да го повикаат. А околу него седеше народ и му рекоа: ете, мајка ти и твоите браќа се надвор те бараат. И што вика он? И одговори им рече: кои се мајка ми и браќа ми? И ги погледна наоколу оние кои седе околу него и рече: еве ги мајка ми и браќа ми. Зашто кој ја исполнува Божјата волја, тој ми е брат и сестра и мајка. Тој кој што ја исполнува Божјата волја, тој ми е брат, тој ми е сестра, тој ми е род. А овие, може
телесно да, потекнува во нив, ама тогаш не биле, подосна да, разбрале и Јаков и другите, и мајка му секако. Меѓутоа, ова сигурно католиците не сакаат вакво нешто да слушаат. Меѓутоа, Исус е јасен. Исус е јасен. Оној кој што ја твори Божјата волја, и во Матеј 7 глава вели, кога му доаѓаат, па нели ние во Твое име воа, не ве познавам, им вика. Вие се мислите дека сте моје семејство, не, ја не ве познавам. Ако сте браќа и сестри, ако се браќа и сестри негови, како тоа не ги познава? И сега во Јован 8 глава, судирот Исусов со јудејците таму, имаме интересна ситуација исто. Први им вика, Јован 8 глава, 19 стих, тогаш му рекоа, каде е твојот татко? А Исус му одговара, не ме познавате ни мене, ни мојот татко. Ако ме познававте мене, ќе опознававте и мојот татко. Ако сум ви јас брат, па тој ќе ме познавате. И таткото како? Исти род, исто семејство. Ама вие ни мене не ме познавате, нити па татко. 21 стих, Исус им рече пак, јас си одам, ова е исто стихот што го цитирав за светта вечера, и ќе ме барате. Им вели, и ќе умрете во својот грев, каде одам јас, вие не можете да дојдете. Зошто? 23 стих ви вели, зашто вие сте од оздолу, од оздола, јас сум од озгора. Јас сум од небото. Че ние сме небо и земја. Има голема разлика. Што е работата? После од 31 стих, ако читаме таму, не знам дали имаме време, мајде. Затоа Исус им рече на јудејците кои му поверуваа. Значи, дел од нив поверуваа. Ако вели, пребивате во моето слово, навистина сте мои ученици, и ќе ја познаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. И сега овие слушаат и велат, ние сме Аврамово потомство. И никогаш никому не сме му робувале. Како велиш ти ќе бидеме слободни? Исус му одговори, вистина, вистина ви велам, дека секој кој прави грев, роб му е на гревот. А робот не останува довек, синот останува довек. И така, ако синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Знам дека сте Аврамово потомство, но пак барате да ме убиете. Зашто моето слово нема место во вас. Јас го зборувам тоа што сум го видел кај татко ми, исто и вие правите што сте чуле од вашиот татко. Че вие имате друг татко, ние сме различни семејства, затоа не се разбираме. Му одговори и рекоа, наш татко е Аврам. Исус ми рече, ако бевте Аврамови чеда, ќе ги вршевте Аврамовите дела. Значи, по делата ќе ги познаете. Матеј 7 глава, пред да го каже она Исус, вели претходно по делата ќе ги познаете. По плодовите. Исто е. А сега сакате да ме убиете мене, човекот кој ви ја кажува вистината што ја чув од Бога. Аврам не направи така. Вие ги вршите делата на татка си. Ние не сме, и сега, тешка навреда. Ние не сме купили некако ти со други зборови. Ние не сме родени од блудство. Имаме еден татко, Бог. Се дрзнале да кажат дека Бог им е татко сега. Низ дискусијата, како да разбираат кај ги води. Исус што им вели? Ако Бог беше ваш татко, ќе ме љубевте мене, зашто јас од Бога излегов и дојдов и не дојдов сам од себе, туку тој ме прати. Зошто не го разбирате моето зборување? Зашто не можете да ја слушате мојата наука? Вие потекнувате од вашиот татко ѓаволот. Браво! Колку бил политички некоректен Исус, а? Директно. Вие потекнувате од вашиот татко ѓаволот и сакате да ги исполнувате желбите на татка си. Тој беше човекоубиец од почетокот, па затоа и вие сакате да му бидете. И не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето. Зашто е лажец и татко на лагата. Не ми верувате мене, зашто ви зборувам вистина. Значи, тука е Божиот син им ја говори вистината, меѓутоа тие не ја прифаќаат, еве од кој причини. Не можат ни да го разберат, затоа што се сосема други. Небо и земја е разликата. Значи, вие сте тие кои што лажете, се служите со подвали, со искористување и така натаму, зарем вие, или така ли си прават браќите и сестрите во Христа еден на друг? Или не да е Боже убиство?
Како што смислувале, да, и тоа не мора да биде некое класично убиство. Може да биде и поинакво. Значи, ја гледаме таа дистинкција. Го гледаме, ги гледаме од една страна Божите синови и ќерки, нивни карактеристики, а од друга страна овие останатие. Сега во Јован, добро, не мора тоа да читаме, Римјаните 8 глава, 14 стих. Убави се и овие зборови, при крај сме. 8 глава, 14 стих. Сите оние кои ги води Божиот дух, тие се Божии синови. И што сега, тука не можеме да филозофираме многу лево-десно. Сите оние кои што ги води Божиот дух, а тоа се тие кои што се наново родени, родени од духот. Нив ги води Божиот дух. Тие се Божии синови. Имено не го примивте духот на робството, за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викате Ава, татко. И заради тоа не сте никако првиот син, никако вториот син од параболата, Лука 15. Па да се чувствувате како робови. Ви сте слободни. Вие сте синови на небесниот татко. И тоа што е ваше наследство, ќе го добиете. По наследство. Самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека сме Божии чеда. Ако сме чеда, тогаш сме и наследници, Божии наследници, а Христови со наследници, додава, ова е малку и во контекст со поуката денес, ако страдаме со Него. Значи, тоа што сме Божии чеда, тоа што сме синови на царот на Вселената, не значи нема да пострадаме на овој свет, па еве го гледаме Павле денес. Меѓутоа, ако страдаме со Него и да се прославиме, и ќе се прославиме. Ти има страдање, да, ама ние сме синови на Божиот, на царот небесен. Ние имаме и неговата заштита автоматски. Но, знаете, страдањата се составен дел, всушност, од животот на еден христијанин, од проста причина што, еве, како додаток и на поуката од денес. Еве, која е простата причина зошто еден христијанин ќе пострада на ова земја, на ваков или на таков начин. Прво Јованово 5.19. По-јасно не може да биде. Прво Јованово 5.19. Што вели пак Јован, возлюбениот Јован? Вели Прво Јованово 5.19. Знаеме дека ние сме од Бога, а целиот свет е во власта на ѓаволот. Па како сакате да немате страдања? Ние сме од Бога, ние сме Божи чеда, ама целиот свет е под власта на ѓаволот. Невозможно е. Значи, голем е предизвикот всушност да се живее достоинствено како син на царот небесен на оваа земја, среде свет кој што е под власта на ѓаволот. И се повеќе и повеќе паѓа. Нели гледате што се случува, луѓе? Денеска, кога читав? Во Пенсилванија 11 годишно дете го убива својот татко. Знаете ли зашто? Зашто му го земал Нинтендото. Не му го давал Нинтендото да се игра. Пам, ајде, чао, пријатно. Па имало престапно оружје, кој знае кај ги чуваат пиштолите американците. Врие од оружје. И тоа е само еден момент, кој знае колку ги има такви. Значи, живееме во свет кој што е веќе луд. Светиот Дух се повлекува. Доправа ќе гледаме лудости. И сега вие треба, тоа е навистина предизвик, да живеете достоинствено во еден таков свет, како синови и ќерки Божи. Не е едноставно. Но, како што и на Павле Господ му ветил, така и на нас, доста ти е мојата благодат. Доста е благодатта, верувате. Господ ни дава сила. И да завршам со цитатот од 6-то сведоштво, 268 страна, вели вака: нашите карактери сега се изградуваат за вечноста. Овде на земјата се подготвуваме за небото. Значи, овде во предворието на светилиштето се подготвуваме за да влеземе во Божиот дом, во светилиштето. Знаеме, го спомнавме тоа, искуството на предворието, во Исусовата служба, всушност тоа го представува неговата служба на земјата, а подоцна неговата служба на небото. Значи, овде на земјата се подготвуваме за небото. Се и должиме на благодатта, на бесплатната благодат, на суверената благодат. Благодатта во заветот го издействувала нашето посинување.
Благодата во Спасителот го оствари нашето откупување, нашето преродување и нашето посинување како сонаследници со Христос. Нека оваа благодат им биде откриена и на другите. А најнапред би рекол да ја прифатиме ние таа благодат и доволна ќе ни биде за да можеме да обстанеме во овој свет и да се одржиме и да живееме еден достоинствен живот како синови и ќерки на Небесниот Цар. Амин.